И кај нас е ситуацијата многу опасна. Многу. Овие од владава како да се зарекле нас педерите да не скараат со овие обични безсмртници. Знаете што направиле пред извесен период? Ги викнале пензионерите на таен заговорнички состанок во владата и вака им рекле: или тепајте педери, или нема убања. За секој истепан педер 10 бесплатни вожњи на жичарата на Водно. И знаете што ми се случи? Стојам ја така у зграда пред лифтот доле и овој комшијата дедо Ставре чадор во газов ми навре. Мислам, ја уопште немаше да го осетам чадорот да не се отвореше. Газов како булка ми стана. Джабе после дедо Ставре се вадеше на суд дека морал да ми навре чадор кој што е од ефтино кинеско производство, кој што се отвора од безвезе затоа што му е мала пензијата па не може да купи некој поскап. Али има Господ. Има Господ. Не помина ни месец дена, а дедо Ставре умре. Овие од владава да го почестат дедо Ставре што во газов чадор ми навре, го однеле бесплатно у бања и после тоа нака вруѓ го ставиле на жичарата на Водно и одма се оладил. Бидејќи, нели, ме избрка од дома, затоа што никој не сака топол брат во топло семејно гнездо, и што се случи? Викам, што да правам сега со себе? И решив малку да шетам по светот. И бев у Бугарија. Мислам, тоа е сега Бугарија свет, мислам, Европа е за нас. Бугарите, например, се многу толерантни кон педерите. Знаете таму како викаат: искам с мъжи да се тискам. Знаете како бугарин одговара кога некој ќе го праша: момче, да не си педераст? Вика: еми не сам, обаче ебал сам един, којто е ебал педераста, обаче това няма значение. Како бе няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотив, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктер и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Како бе няма значение, никој од нив значи не е педер. Сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како разхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој геј дошол на плоштадот у Софија и почнал да пее на цел глас: аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз, аз исте искам аз, аз исте искам аз. И така пеел бугаринов и тука се собрала тука толпата и сакале да го линчуваат, ама еден чиче излегол од толпава, ја спречил толпава да го линчува, се свртел кон овој педеров и му рекол: какво искаш бе, момче? А овој му рекол: еми искам на сите хора да казам че сам обратен, че сам педераст. И на тоа ова чичево му одговорил: еми педераст, не педераст, това е, ще си трпиш. Од тогаш бугарите имаат многу демократичен однос кон педерите. И после Бугарија, патот под нозе, чак у Грција. Луѓе, Грција, Абе, Грција, Грција е рај за педери. Таму секој четврти не е педер. Тројца мужи да шетаат. Тројца мужи да шетаат по улица, да им се пуштиш, нема да утнеш. Дури ако се појави четвртиот, за него нема гаранции шо е. А шо мислите, зашо педериве има толку педери у Грција? Сте им ги виделе жените? Ама не у фотошоп. Дали сте ги виделе у живо? Па тоа е тоа, бе, луѓе.
Грците имаат видено гркињи уживо и затоа сите се преобратиле, бе. Абе, газдоите на гркињиве се као заобиколници. Ринг роуд гомна да јаде. А имаат бркови поголеми од оние на Гоце Делчев. Срав да те фати. Да ве прашам, знаете какво е знамето на хомосексуалците? Нели она виножито, тоа боите на виножитото, нели ја символизираат различноста, ово, она. А знаете како се вика македонското здружение во Грција? Ама чекајте. Нашиве излегле големи курнази. Знаеле дека ако се пишат као македонци нема да ги регистрираат и што направиле? Си смислиле име виножито. Зашо знаат дека грциве нема да те регистрираат ако не ги асоцираш на нешто геј. Не се од Грција јас право у Косово. Таму ич не е добро. Меѓу албанците нема педери. Замислете. Абе да си геј да отидеш нели меѓу албанците нели на Косово или не знам каде, треба одма да се ставиш на ригорозна диета. Нема педерни за лек. Ај самите кажете, дали некој од вас која замислил албанец го замислил као педер? Тоа е невозможно да се замисли. Ај замислете албанец педер у Бечви со кечена глава, со истетовиран двоглав орел на градите и со мобилка у рукаш, у секој момент може да употреби као бомба против органите на редот. Нема таков. Или ај замислете албанец педер со лакирани ногти со ташна Луи Витон у розови хеланки. Луѓе, нема таква работа. Или ај замислете албанска геј парада на која што се скандира Косово републик. Тоа не е возможно, луѓе. Меѓу албанците нема педери. Вашиот одговор е лага. Момент на вистината. Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Во Германија дојдов точно на 2 февруари, кој се ја памтам. И многу се фасцинирав кога сватив дека германците не слушнале за 2 февруари. Мислам, стварно не слушнале, да не ви се колнам во Газево. Кога дојдов тој ден вечерта, одма отидов во диско. Диското беше огромно, преубаво и преполно. Имаше, можеби, над 3000 луѓе, да не кажам све мушкарци. И ја така, нели, отидов во диското затоа што многу сакам да се дружам. Нели, затоа што многу верувам во онаа космополитската парола педери од сите земји на попете се. Мислам, многу поише верувам во таа парола, отколку што верувам во онаа парола Америка и Енглеска биче земја педерска. Пошто денес се ретки земјите што не се педерски. Еве, например, нашава земја уопште не е педерска. Вашиот одговор е... Добро, речија, добро. И стојам ја така на тоа подиумот у диското, пиев некој енерджайзер или бризер, не знам шо беше тоа, и нели си джускам така, која гледам, пред мене застануе Ханс. Ханс, презиме му беше Курц Фафен. И стои пред мене луѓе, људина од човека, 120 кила све мускулче, тоа кртинче, ако те стисне има гуза да ти ради ко медуза. А ја у принцип нели не сакам овие набилдани типови, ја поише многу сакам овие екзотични типови со куртоазија. Кога ќе речем со куртоазија, мислам на со куродазија. Баш еден таков тип стоеше до Ханс и се викаше Хасан. Еден црномањаст, еден мудомањаст. Па едни бркои што имаше, тоа ги сукал, прав прч само тоа бркоите да се заљубиш. Ја го гледам така овој Хасан и вака се враќам со мислите во минатото, во нашата славна македонска историја, кога сме стенкале под османлиите. Поточно кога сме стенкале под 5-вековно турско робство. И вака си реков, па тогаш турците да биле убави како овој Хасан,
Па нас македонците ке не снемало, бе. Па сите мужи македонци ке се испозалюбали, ова турци и македонки веќе останале неебани и оп, нема продолжување на врстата. Значи нема македонци. Иако верувам дека македонките многу брзо ќе се снашле ако маживе им се педерчеле, ама добро. И така јас стојам, нели, гледам во Ханс и во Хасан, овие гледаат у мене, нешто чијукаат, и јас сега не знам кого да одберам. Викам, шо да правам? Викам, ќе ги погледам у кондурите. Пошто бројот на кондурите никад не лаже. Слушајте педер што ќе ви каже. Колку поголем број кондури носи мажот, толку му е поголем. Мислам сега, немојте мене да ме гледате сите у кондури. Овие ми се мали. 3 броја помали. Да. Машала, господине. Честитки. Не ги кри сега кондури, пусти. Мислам, големината не е битна. Најбитна е. И така ја, нели, стојам и го гледам овој Хансу кондури и шо да видам? Број 52. Абе, сум подголтнал. И викам, чекај да пружам рука, барем да им честитам 2 февруари, нели? И пружам рука и викам, ајде па, нека ви е честито, да си се венчате, да си народите многу дечиња, успех, среќа во животот. А овој Ханс ме гледа онака бело и ми вели, Ich nicht verstehen, aber danke meine Schatz. Што у превод би дошло, ич кур ништо не те разбирам, ама фала маченце. А ја му викам, не е важно бе што не ме разбираш, битно ние да си се дружиме, да сме заедно, како викаат, Unite Europe. Абе ја многу ја сакам Европа, пошто све што кај неа беше добро, нас ни го дадоа бесплатно, еве како например педерисувањево што ни го дадоа. Ја така со Ханс овој си очијукам цело време, али го гледам овој Хасан, ме гледа со тоа неговиот љубоморен поглед, абе крв ме гледа, се си мислам у секој момент ќе го извади тоа јатаганот и ќе почне да вика Хасан сече. Ама он место да го извади тоа јатаганот, он вака ми пружи тоа рачето како лопата големо и ми вика Ѓузелим, нереден сен. Што у превод би дошло од кај си лепотане. И ја вака му се пулам како пејачов Ѓоко Танески и му велам I'm a Macedonische, but I'm not fish. Ich bin Kire, ich bin Bananenmann. Леле, луѓе, која се озари на тоа овој Хасан, вика, ја, Bananenmann, ich habe süße Gase für Bananen, ich habe süße Gase für macedonische Bananen. И така среќен се качи на оваа сценава, тоа ја сопре музиката, го зема тоа микрофонот и им се обрати на 3000 мужи на чист германски јазик со акцент као долина на волците. Ibneler, Burgschom, Bizimle beraber, Makedonijadan gelen küre bananenmender. Што у превод би дошло, топли браќа, добро вечер, вечерва со нас е кире бананамен од Македонија. И продолжи, вика, денеска во Македонија е голем државен празник, затоа да станеме сите, да му го честитаме празникот на Кире и на сите македонци, каде и да се. Луѓе, у тој момент кога стана овие 3000 луѓе како едно грло, кога викна Happy 2. Februar, dear Macedonian! И ја тогаш уствари сватив дека германциве немаат поима што е тоа 2 февруари. Ама да ви кажам, милина ми беше на срцева, зашто кога ни го честитаа празников, ни го честитаа со уставното име, а не она со она педерско на фиром. Арно, ама носталгија почна да ме пука. Сакав да си се вратам дома, меѓу своите, да ја видам мама, тато.
И кога дојдов дома све беше супер, пред врата дојдов не дома, зашто татко ми не сакаше да ме пушти внатре. Џабе мајка ми му збореше, он не кеше да чуе.